Општина Битола се откажува од традиционалната централна новогодишна прослава на плоштадот Магнолија, вечерниот огномет и традиционалниот коктел за граѓаните. Локалната самоуправа одлучи дел од планираните средства во вредност од 1 милион денари, кои се предвидени за дочекот на новата 2017 година, да бидат пренаменети за приспособување на сензорна соба во Заводот за рехабилитација за деца со оштетен слух, говори Вит Кочорацин од Битола, а останатиот дел ќе биде наменет за ранливите категории на граѓани. Бидејќи Заводот за рехабилитација за деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми, веќе долг период бара различни начини за да направи една специјална соба, која што е потребна, че зборувам за Кочорацин, соба која што се вика сензорна соба и која што не е ефтина. Значи, дел од овие финансиски средства ќе одат таму, а другиот дел да одат за социјалните категории. Има многу наши граѓани кои што имаат голем проблем, има здравствени проблеми, имаат економски, финансиски проблеми, така што сумата од околу 1 милион денари ќе биде поделена, како што кажав, за Кочорацин и останатиот дел ќе оставиме на Советот во ставката за социјална подршка на дел од нашите граѓани да оди таму. Од локалната самоуправа исто така соопштија дека сепак има детска програма за новата 2017 година на плоштадот Магнолија, која ќе започне во среда на 28 декември и ќе трае до 31 декември. Ние одлучивме пред новогодишниот период кој што се однесува на детскиот блок, значи неколку дена, среда, четврток, петок и сабота, да има детска програма во која што повторно децата ќе можат да се забавуваат со звездите на Тралала и Сидо, и во оваа пригода уште 4 нови детски представи кои што се наменски за Нова година и Дедо Мраз. Општина Битола е трета општина што се откажува од централната новогодишна прослава, со цел средствата да бидат донирани во хуманитарни цели. Претходно општина Веле се откажа од новогодишната прослава и одлучи со средствата да се купат пакети со храна и хигиенски средства и да се доделат на најсиромашните семејства во градот. Исто така и од град Скопје соопштија дека планираните средства за новогодишната прослава во износ од околу 2 милиони денари ќе бидат донирани во социјални цели.